Денеска во Кочани на опожарените површини на ридот Драчеви, кој најмногу настрада од шумскиот пожар кој се случи на 2 август, во кој беа зафатени куќи, објекти, земјоделска механизација и возила, започна пошумувањето со 600 садници јасен, кој што се донација од компанијата А1 Македонија. Во акцијата за пошумување се вклучи и градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев. Значи, денеска сме на локацијата каде што на 2 август имавме пожар и како што веќе по повеќе наврати најавив дека Кочани и таа битка ја доби заедно со граѓаните на општина Кочани и пријателите. Меѓутоа, како што гледате, денеска сме овде заедно со нашите пријатели кои продолжуваат да ни помагат во санирање на штетите од настанатите пожари. Како што и тогаш реков дека од оваквите непогоди човек излегува за едно искуство побогато и ние излеговме со искуство дека во заштитниот појас на градот Кочани не е пожелно да се садат иглолистни дрвца, бидејќи се навистина подложни и опасни од ваквите пожари. Затоа се носиме со идеја да овој заштитен појас во иднина биде засаден со листопадни дрвца и медоносни дрвца, што во принцип ќе постигнеме и два резултати, односно два ефекти. Првин ќе имаме добар заштитен појас, а од друга страна ќе се штитиме од пожарите и на крајот секако дека ќе биде корисно и за пчеларите кои, како што гледаме од година во година, бројот на пчелните семејства и на пчеларите расте, што значи дека ќе имаме повеќе ефекти. Пошумувањето го реализираа вработени во јавното претпријатие Паркови и зеленило Флораком од Скопје, кои истакнаа дека пошумувањето се одвива без проблеми и на прекрасни временски услови. Значи, садиме листопадни садници од видот на Фраксинус сеспе, тоа е така наречен наредно име јасен. Пошумувањето оди во одлична насока. Значи, почнавме од делот од куките па во горниот дел на ичето. Значи, све тече одлично, се надеваме дека до утрешниот ден ова ќе биде све завршено. 600 садници имаме за садење. Ова е листопаден садник, се надевам дека и во однос на граѓаните ќе го негуваат ова седо што е насадено и ќе се грижат за тоа, зашто сепак тоа сега се сади поради нив и поради луѓето, за да имаат убав амбиент, да имаат зеленило. Донацијата е со цел да се даде придонес во враќањето на природниот баланс и обновувањето на биодиверзитетот.